Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Што се случува кога некој има паничен напад? При тоа, што е, а што не е паничен напад? Познати ли се причините што доведуваат до напад на паника, колку често анксиозноста стои зад сето тоа? Постои ли начин за лекување и справување со оваа состојба? Ќе запрашаме доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. А за собственото искуство со анксиозноста, нападите на паника и анксиозност, денеска разговараме со Коста Петров, писател и предприемач. Разговорот ќе го последите про рекламниот блок, затоа останете на Телма. Паничните напади, анксиозноста и денешниот гостин се во пријателски односи, но тоа не било така од секогаш. За своето искуство со анксиозност и паничните напади, денеска ќе зборува Коста Петров. Здраво. Писател, еден од нашите најпродавани автори, предприемач. Добар ден. Ви благодарам што гостувате денеска во Телма амбуланта. Чест ми е, фала ти. Од друга страна пак за паничните напади, како се препознаваат, на кој начин се третираат, ќе ни појасни доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторке, добре ни дојдовте повторно во Телма амбуланта. Добро ве најдов. Ќе започнеме со Коста Петров. Кога се случи вашиот прв паничен напад и како тоа изгледаше? Првиот паничен напад беше 2008 година. Се разбудив, имав континуирано неколку денови со некаков немир и некои проблеми лични. Се отидов на работа и се сеќавам првото утринско кафе, на првата голтка ја земаш и одеднаш срцево почиња да лупа, ама мислиш дека инфаркт готово е, дека толку е. Свака се поздравува и се вика што и паднав у несвест, ваljda толку бил голем, после докторот ми кажа, толку ти бил голем паничниот напад, што телото на еден начин некош колабира за да се заштити. И сеќа ми дадоа 2 валиума, во Дубај тогаш живеев. И тогаш ми дојде докторот и јас се реков, ќе ми каже ти се откачил тромб, не знам, некаква таква страшна дијагноза. И ми вика ништо не ти е, ќе се посмириш. Викам дали треба нешто да се напијам, нешто да правам. Не, вика ова се случува, ништо не е. Меѓутоа тој напад после тоа се претвори у континуиран страф од смрт. Ама стигна до тој стадиум кај што мене навечер ми беше страф да заспиам, зашто мислев дека кога ги затворам очите, јас следното утро нема да се разбудам. И се што ми се случуваше, мислев дека е некаква болест. Ја у 3 месеци се што можеше да се провери, се провери. Од лекар на лекар. Од лекар на лекар, испитувања. Значи, ти зборам. И се во ред. Испитувања на се живо и диво. Кардиолошки, ендокринолошки, пулмолошки, невролошки. Не знам. Комплетно се, значи. Ужас. И на крај лекарот ми кажа, слушај, ти сваќаш дека имаш проблем со анксиозност и со панични напади, ние не можеме више да ти помогнеме. Што последниот пат му отидом, нешто имав БМК, имам рак на кожата, молам провери што ја ќе умрам. Вика, ако некој нема ништо, тоа си ти, тоа што се живо и диво ти имаме проверено. Вика, почне маца да работиш на себе. А беше ти свесен дека си анксиозен? Дека анксиозноста не е предметно навлегла во животот? Да, по првиот напад, да. По првиот напад, но претходно не? Не, претходно не. Значи си мислиш, проблеми се, ништо не е. Бев маце покрупен, па си реков, ај се, од тежинава, може има маце проблеми со срцето. Меѓутоа, што ми е поентата? Ти не умираш од паничниот напад. Реално, секој доктор ќе ти каже, не се умира од ова, ништо не ти е. Ама ти со секој паничен напад, го имаш чувството како би изгледала смртта. Зашто ти, кога тоа удира од тебе, ти стварно се викаш тоа е тоа. Соочување со смртта на некаков начин. Тоа е тоа, значи ова е последниот миг. И најверојатно, за да на вистински почнеш да работиш на тоа, треба онака скроз да паднеш. И тоа ствари најтешко да сватиш дека има уште за паѓање. Ова не е последното паѓање. Броевте ли колку пати од прилика вие верувавте дека погледнавте на смртта во очи? И покрај тоа што не било тоа? 6-7 месеци секој вечер, стварно ја не можев да заспиам. Јас стварно мислев дека сега ако ги затворам и очите, ја утре нема да се разбудам. Кога ќе се разбудам, следното сабеле викам, да, супер. Имам уште еден ден имам и вечерта пак исто така. Готово ќе биде. Очигледно тоа воопшто не е лесно, бидејќи се работи за еден вртлок кој што
го Па води не уживаш во лицето се животот, више подлабоко и подлабоко. стануваш некаква. Уствари, така започне мојата трансформација. Едно сабајле се разбудив, се погледна во огледало и не можев да се препознам себе си. Значи тоа што имав ја слика, што треба да бидам, што сум, го немаше во рефлексијата. И тога си кажав, окей, доста е, дај да си го средам животов, дај да си ги средам работите. И така, ден по ден, малце по малце. Тргна кон подобро. Еве сме се хотелма збориме за анксиозност. Со насмевка зборуваме, што е да, најважно. Докторке, што е, а што не е паничен напад? Благодарам на Коста што се согласи да го сподели своето лично искуство. Јас имав читано дека имав такво искуство и многу убав приказ, учебнички приказ на како се случува нели првиот паничен настав во склоп на на симптоматологија во склоп на панично расстройство. Паничното расстройство е еден од оние неколку ентитети во склоп нели на анксиозни расстройства, кое што е практично една хиперреакција, значи зголемена, нагласена реакција на нормална физиолошка појава кога телото, односно умот, предвидува одредена опасност или закана. И она што се случува е многу битно, е вака, драматично, катастрофално доживување, катастрофизирачко доживување, бидејќи личноста на вистина е еден од оние главни стравови во тој миг е стравот од смрт, стравот од полудување, стравот од загушување, стравот од паѓање, од понижување практично во јавна, да речеме, некаков јавен простор и така натака, пратени со една силна физиолошка реакција на телото. Оние хормони на стрес, како адреналин, што во тој момент се излачуваат во едно енормно ниво, ја прават таа симпатична реакција од автономниот нервен систем и практично личноста доживува наплив на една, но пак ќе кажам, физиолошка реакција, значи нормална реакција на телото, за која што сме спремни да ја поднесеме, но доживувањето и стравот што се јавуваат при оваа реакција се абнормални, односно хиперреакција имаме една на тој страв и тоа доживување е навистина непријатно и вака застрашувачко и многу често се случува она како што вие го објаснивте, трчање во ургентен центар, бидејќи буквално тоа е доживување како дека ќе биде блиску нели смртта. Многу се дека имаат инфаркт или пак дека имаат излив на мозокот. Самото доживување на телото, значи пак ја спомнам. Имам извинете што те прекинам, имам и читано дека доживувањето е исто. Е многу слично. Не знаеме како е. Не, на луѓе што имале инфаркт, значи имам читано истражување, луѓе што имаат вистински инфаркт, со луѓе што имаат доживеано паничен напад, дека чувството, симптомите се слични, многу слични, но има разлика и сега нели кога веќе ќе се поиде првиот пат на како што сте го направиле вие комплетно интернистичко испитување, тоа го правиме и ние, дури со помлади пациенти кои што нели по некоја случајност ќе им кажат прво да дојдат на психијатар кои што немаат направени интернистички испитувања, мора да се исклучи одредена нели интернистичка симптоматологија, најчесто кардиолошки. Значи мора тоа да се исклучи прво мора органската да се исклучи природа за да на видиме дали најчесто нели знаеме бидејќи веќе наликува она што го кажуваат сите тие пратени тој страв и многу личи нели нешто, но не можеме да сме 100% сигурни бидејќи мора нели медицинската позадина да биде комплетно испитана, кардиолошки да се испитаат, тироидни хормони да се испитаат, статус да се направи, да се види нели во каква општа состојба да нема некаква срцева состојба која што би требало да се третира, која што ете може да се појавува и на млада возраст. Но многу често се случува после комплетни интернистички испитувања, како кај вас нели севкупно све направено во 3 месеци, но стравот колку месеци траел? 6-7 пред освестувањето и нели трансформативното доживување веројатно за да се почне да се решава. И валидацијата, дека ти треба валидација, не ми е ова. Ти мислам дека ради тоа одиш на лекар, нели? Лекар да ме потврди дека ја неам рак. Да, но тоа некогаш се случува и тоа сериозно ги оптеретува ургентните центри, како кај нас, така и во сите разни земји, бидејќи се следи веќе еден наплив на млада популација, физиолошки, физички комплетно здрава, која што нели се упатува кон ургентен центар и се прават еднаш, 2 пати, 3 пати, 10 пати интернистички испитувања безпотребни. А во суштина е позадина нели одредена симптоматологија во склоп на анксиозност и панични напади. Дека паничните напади создаваат страв од стравот.
и дека луѓето кои што минале низ еден паничен напад, потоа многу се плашат грчевито да не им се повторни ненадено паничниот напад некаде во јавност. Па дел од нив не излегуваат од дома, се повлекуваат, не дружат со пријатели. Куста ви се случи нешто такво? И вам? Знаеш што, многу интересно прашање. Кој еднаш кога ќе доживееш паничен напад, се случува нешто многу интересно. Ги памтиш симптомите, и најмала работа да се случи што ќе те потсети на тој паничен напад, ти самиот почнуваш да создаваш паничен напад. И тоа е една континуиран циклус. Зашто и може да е ваков тик на вратот, нешто се дешава или не знам, морница, значи најмалата работа, ти знаеш да го објасниш тоа по-медицински, ама ти се враќа тоа чувството на паничен напад, мозокот ти вика сега имаш паничен напад и на еден начин ти самиот почнуваш да си го крираш паничниот напад. Истото, пак ќе кажам, како од книга, значи пример, практично и тоа се случува. Некогаш се случува првиот настап да биде кај одредена група на пациенти, да не биде само нели психолошкиот тригер од нигде никаде да речеме нели паничен напад, туку да биде некаква реална закана, на пример одредена вртоглавица, па изнемоштување или одредена синкопа или одреден се случува на пример епинапад. И потоа да се надоврза панична симптоматологија. Зашто? Затоа што телото препознава некаква опасност. Ако ја преведеме на пример во друга, да речеме со друго фобично расстройство, евен човек нападнат од некакво куче и се случува потоа при било каков контакт, ако сериозно нели настанала акутна реакција на стрес и така натака, стравот останува и практично е бегањето и стравот од куче, и кога ќе види глутница нели на кучиња, веднаш ќе се развие таа слика. И овдека е стравот, но стравот од она доживување. И така да одбегнувачкото однесување е една нели во основа на она што се случува на бихевиорален план. План на однесување на личноста. Едно од главните знаци од нели оние дијагностички критериуми при дијагностицирање на панично расстройство. Одбегнувачко однесување, избегнување на излегување од дома, значи може да биде или местата на кои што се случило. Да, панично расстройство со елементи или без елементи на агорафобија. Агорафобија е веќе страв од излегување нели на јавен простор, но многу често се измешани. Затварање на личноста практично во една комфорт зона во домот, но и тоа веќе не е толку лагодно, толку се стискаат тие граници на комфорт зоната, што практично дури ни дома не може многу да функционира со полно срце, бидејќи цело време тука тлее некој страв да не се случи нешто лошо, еве да не де Боже се случи нешто лошо во тек на спиење или друго. И тоа е практично оневозможување на работната функционалност на личноста, на социјалната функционалност, на излегување, дружење, активност, пазарење, дружење, нели играње со децата и така натака. Така, комплетни рестрикција на социјалниот живот во голема мера. Разговаравте ли вие, Коста, со некого за својот проблем, бидејќи понекогаш изгледа дека е полесно со некој да се сподели физичката болест, органската болест, отколку душевната мака? Имаше некој човек со кој што можевте да разговарате во тие моменти, да се пожалите, да речете, ова ми се случува? Па некој од дома може би да ви рече, па не ви е ништо, па да ве смири? Види, единствено позитивно во сето ова е тоа што кога ми се случува овие напади, живеа во Дубај. Имав многу интернационални пријатели, особено во Западна Европа, Америка, за овие теми се разговараа слободно. Многу слободно. Нема предрасуди. Да. И сега ти кажам, јакога пишав мојата прва книга, кога ја напишам за анксиозност, мене мајка ми и татко ми рекоа зашто ги пишуваш со овие работи, што има со ова да споделуваш. Сега последниве 5-6 години кај нас се збори за анксиозност, претходно не. И тука е многу важно со кого си обкружен во процесот на борење со ова лудило. Ја имав добро обкружување кој што ми помогна и овој долг процес да влезам во сршта, затоа што моје мислење, нападот е крајниот резултат од нешто што го имаш ти потиснато во себе. И кога ќе почнеш да работиш на себе, ама тоа значи да влезеш у тебе и секој тоа ѓубре вака што се насобрало да почнеш вака да го расчистуваш. Кога го прифатив јас сето ова? Кога дознав дека мене паничниот напад и стравот од смрт ми е резултат на стравот од сопствениот неуспех. И мене панични напади ми се случуваа секогаш кога ја мислев дека работите излегуваат од моја контрола
и дека ќе ги разочарам луѓето околу мене поради тоа што ми се случува тогаш во моментот. И што направивте? Си направив моја дефиниција за успех. Го редефиниравте успехот, значи. И како гласи сега таа дефиниција ваша? Дека успех е тоа што ја мислам дека е успех. Тоа што ја го дефинирам као успех. Видима, и ја мислам дека и сум го завршил тој процес до пред година и пол, кога го дознав целото движење, не движење, за детето во тебе. Дека и детето во тебе те создава некаква анксиозност, затоа што немаш разговарано со детето во тебе. Што ме е поентава? Не е ова процес што завршува. Ова е константна работа на себе. Константна борба? Константна борба. И, многу важно, не е борба. Аха, не е борба. Ја мислев дека ја треба да го победам стравот. Ја мислев сега ќе му покажам на стравот кој е главен. Ја во еден период почнам да зборам со стравот. Така како пријател ќе се огледав, мислам не ще да впулијам да зборам со стравот, туку му викам ја тебе ќе те елиминирам. Ти мене нема да ми го контролираш животот. И после се текна време сваќам, а што имам ја да се борам со стравот? Зашо како што е љубовта, така и стравот. Сопатник е сега? Па сопатник е. Пријател. Пријател, затоа што стравот може да те заштити. Стравот не е само негативен. Стравот има многу убаво заштитничко влијание ако ја погледнеш позитивната страна на стравот, зашто мене да не ми се случува анксиозните напади. Ја да ја немав таа панична страв од смрт, ја немаше да почнам да се спознавам себе си. И ќе се живуцкав. Сите ќе ме беа криви, ќе преживував. Значи, она што рекле, секој е зло за добро. Па не е секој. Не баш секој, Не не баш ете. секој. Ама има и многу позитивно нешто во ова. Ама ако си спремен да работиш на себе. И тоа луѓето мора да го А сватат. побаравте стручна помош? Ја имав лайф коуч кој што беше психолог, така да, стручна помош имав. Во еден момент ми беше сугерирано да почнам да земам медикаменти. Не дека сум против, бев на нив недела дена и не знам, некако не се чувствував како јас. И со работа со психологот и со секојдневна работа до ден денес, зашто некојаш знае да чукне стравот на врата кога нема да го очекуваш, ама само викам бујро мај да се направиме муавет. Да си правиме муавет, така. А не да се бориме. Многу интересно ова што го кажува Коста, бидејќи е еден од начините. Прво, многу е битно во поглед, нели, ако веќе предаме начинот на справување, многу е битно информирањето, разбирањето и сваќањето што точно се случува во моментот. Значи, прво да се свати дека тоа е една физиолошка реакција, дека е точно хиперреакција, застрашувачка, но сепак е физиолошка и дека практично никој не умрел од паничен напад. И второ е веќе кога зборуваме нели за психотераписка работа со себе, со личноста, многу е битно како што го имате вашето сознание или спознание од внатре, дека стравот во суштина е една, пак ќе кажам, нормална реакција која што би требало нели да не активира и да не насочи кон одбрана. Има цел да ја одбрани личноста, интегритетот на личноста од одредена закана, опасност и така натака. Ние кога не би чувствувале страв, значи во телото се тие хормони на стрес не за џабе создадени, не се грешка на природата, туку се една нормална физиолошка реакција за да го активираат системот нели fight or flight or freeze, каде што практично се случува една борбена способност, нели бори се или бегај, каде што нели тој хормон на стрес треба да почне побрзо да пумпа нели срцето крв, да има поголем хипервентилација, нели се случува со поголем доток, да кажам, на кислород и така натака, да го спреми телото за бегство или за борба. Но тоа кога нема непосредна закана и една зголемена реакција, се доживува како закана. Јас со пациентите кога работам, најчесто кажувам, кога ќе земе, ако требате сега на пример да те брка куче и треба да истрчаш неколку стотици метри, да кажам 500-600 метри, зависи од кондицијата, што ќе се случува ако трчаш или не мора да те брка куче. Истото се случува, глад за воздух, тешкоти, нели, потешкоти за земење на воздух, срцебиење, чувство на некаква слабост или треперење на телото и така натака, но тогаш не се доживува таа реакција на телото како страшна, бидејќи знаеме зошто е. Овдека е пренагласена ситуација, бидејќи немаме, а стравот кога не знаеме што е застрашувачко доживување кога не се знае што е. Но кога сето тоа ќе се објасни, што се случува точно, дека во тој момент
тој автономен нервен систем повеќе симпатичен дел превзема, амигдалата е тогаш во тие минути се, бидејќи паничниот напад се развива некаде во 10 минути. Тоа трае прилично интензивно, но прилично кратко време. Иако изгледа како цела вечност, сепак е ограничено траење, кај некого може да биде дури до секунди. Има различна телесна манифестација, кај некои пациенти дури со феномени на дереализација или деперсонализација, чувство како да е слабост во главата, како да излегува дури од телото, како да нема контрола врз себе и во своето тело. И тоа е едно застрашувачко доживување, но е само доживување. Не е страшно само по себе. И целата таа, да речеме, телесна манифестација, кога ќе спознаат, дознаат, сватат, разберат што точно се случува, ние многу голем дел од проблемот веќе почнуваме, ако веќе не оди решавањето толку лесно, толку брзо, но најчесто е многу битно. Што ќе се направи? И ова што го кажа Коста, не е борба, туку менаџирање. Сега како да се изменаџира сето тоа? Да речеме за време на паничен напад, што може да се направи за тој да се прекине? Може да прекине? Самото спознавање и оно обично што го велам. Обично кога има анксиозност, помага техники на длабоко дишење, техники на релаксација, техники на и физичката активност помага и така натака, но овдека е веќе таков, да речеме, ако е со силна манифестација, бидејќи имаме од до, не секој паничен напад е толку застрашувачки, имаме една различна манифестација, може да биде послаб, може да биде појак. Многу е битно првото нешто што ќе си го каже личноста сама на себе при првите симптоми. Тоа ќе го однесе процесот во еден или во друг правец. Бидејќи ако доаѓа паничниот напад, и ако рече еве го сега пак и се предаде, и сега можеби ќе умрам, нели сега пошто не умрев претходно 20, 30, 40, 50 пати, ама сега овој пат може да биде така. Веќе ќе влезе, најреално е. Ќе влезе повторно во едно руминирачко мислење, во едно катастрофизирање и очекување на најстрашното да се случи. И тогаш веќе борбата ја не е во наша полза, нели, не е во корист на личноста. Но доколку се случи, да рече, окей, еве го почнува, окей, сега ќе пробам, нели, да се смирам, има техники одредени на граундинг, да застанам, да превземам контролата врз себе, да го осетам телото, да го почувствувам. И овој пат ќе дојде и ќе помине полесно од сите претходни. Многу е битно условувањето што ние го кажуваме на мозокот. Да се убедиме дека ќе заврши многу брзо. Комплетно мозокот е многу добар слуга, но многу лош господар. И многу често ги слуша зборовите што ги кажуваме. Ако ние постојано повторуваме, не можам да одам таму, не можам да излезам таму, не можам да отидам не знам каде во некој мол, не можам да преидам да го преминам булеварот, нема да можете. Бидејќи ако тоа го слуша неколку пати во текот на денот, во многу разговори, ќе се убедиме дека тоа така. Апсолутно, нема сами да се убедиме, него едноставно така е. И тоа е вистината. Но ако му кажеме, односно ако си кажеме, окей, ова сега ќе дојде полесно, ќе помине побрзо, ајде да видам што можам да направам. И техника на дерефлексија веднаш. Бидејќи многу често како овие рефлектори, кога се случува нели паничниот напад, комплетно сите рефлектори, дури повеќе од овие тука, се насочени во стравот, во можноста да се доживе нешто застрашувачко, катастрофизирачко, огромно и страшно. И целата личност практично е тука со паничниот напад. И затоа некогаш знае да не им помага. Нели, дишете длабоко, бидете тука, бидејќи дишам длабоко и сум тука, но тоа ме фокусира пак врз паничниот напад и врз неможноста да земам воздух. Или пак хипервентилираме. Или хипервентилација, така секако може да има, ако веќе во една тешка манифестација, тоа е ризик веќе во некоја респираторна алкалоза да се направи. Значи вистински ќе се доживеат одредени симптоми, се доживуваат. Тогаш ќе бидат Да, но доколку се случи рефлекторите да се свртат кон надвор, што можам јас да направам најчесто за некој друг? Дали е работно на работно место нешто, дали ќе зборувам со некој друг, што не морам да споделам што ми се случува, дали ќе се јавам на некоја пријателка па ќе збориме нешто за некаква небитна комплетно ситуација, но многу е битна техниката на дерефлексија. Бидејќи така веќе се олабавува. И тоа е процес на учење, на десензитизација и на менаџирање со тоа, како што верувам дека сте го направиле. Не може одведнаш да се случи, туку треба време и уште повеќе техники има. Ама ја само да го прашам, Коста, што си кажуваше себе си во тие моменти кога ќе започнеше паничниот напад? Имавте некоја ваква техника? Не се сеќавам, искрено ти кажам, ама знам дека на почетокот беше као она, знаеш, кога ќе научиш песничко прво одделение, кој кажува, така беше, ништо не. Јобиче, колку време трае?
Кај мене малце трае, ама беа многу интензивни. Значи, како што ми се тресе срце, мене целово тело ми вибрира со секој очукување на срцето. И тоа е како некоја мантра најверојатно кај што знаеш, тој разговор сам со себе. Усвари тој разговор со мозокот, не е со сам со себе. Затоа што ако ти имаш мог да се убедиш дека ќе умреш од паничен напад, имаш мог и да се убедиш дека нема да умреш од паничен напад. Ама ја пак види, не знам како да го формулирам ова, ама може да прочиташ милион книги. Можеш да идеш на психијатар колку што сакаш. Може на психолог колку што сакаш. Можеш милион медикаменти да пиеш. На крајот од денот ти треба самиот да решиш да ја донесеш промената. Да се работи на себе си и да и се направи. Мислам дека тоа е најтешко. До мене беше многу лесно, например, ке зборев со пријатели, ке се опуштев после тоа, знаеш? Ама се враќаш дома, ти пак се легнуваш со сопствените мисли, со сопствените стравови. Дека и верувам секој од нас, затоа мислам дека ова може позитивно. Затоа што ти дава сила да почнеш да работиш на себе. И можеби ако не ти се случува, ќе ги игнорираш работите континуирано и никогаш нема да најдеш решение на проблемите што ти се случуваат, што го манифестираат тоа. Колку време беше потребно интензивно да се работи на себе си за да прекинат сосема овие панични напади? Па секој ден, имам сега 40 години, јас секој ден работам. Сега, што е многу важно, например, у едно време па ептен забегав. Почнав да анализирам све живо и диво. Зашто интересно е, тоа е некој патерн валјда на мозокот. Ти се фокусираш на паничните напади. После тоа се фокусираш и ги анализираш сите детали. Зошто е ова вака? Од кај се потекнува ова? И сега мислам дека и ние како луѓе така размислуваме, или си навака или си натака, и у еден момент вака ќе доеш негде на средина, ќе си го прифатиш дека е можно да ми се случи пак паничен напад, дека стравот е нешто што е сосема нормално, и ќе почнеш да збориш за тоа. И ќе почне човек да зборува за тоа, тоа е многу важен момент, да сподели, и тоа е еден вид на соочување. Меѓу другото, многу од оние што имале панични напади сакаат како сигурност покрај себе да имаат некое средство за смирување. Пристапувате кон тоа? Не, ја лично не, ама ако тоа им помага во процесот, зошто да не? Мислам, види, за медицински аспект ти сигурно имаш нешто. Цело време вака ја гледам, се викам да не кажам нешто што не е медицински. Тука е веднаш да ме исправи. Да, evidence-based medicine. Да. Ама ќе кажам дека не постои едно решение за сите. Дека мислам дека индивидуален пристап треба за секого. И знаеш што сватив и вака разговарајќи со психијатри и со психолози. И дека па и не треба премногу да забегаш да мислиш сега со позитивно размислување дека ќе го решиш проблемот, некогаш се потребни медикаменти, ти ќе кажеш дали тоа, затоа што и преголем напор е за самото тело континуирано да биде во тоа во тој грч. Зашто и ова што ги имам читано разговарано дека со тек на време ти толку многу напор му создаваш на телото што ќе ти се развие нешто како резултат на таа нереална континуирана борба во главата. Потребно ли е за некои пациенти да земаат некои средства за смирување? Не се пациенти сите, луѓе кои што доживуваат вакви искуства. Јасно, значи прво да разграничиме, едно е еден паничен напад, односно една панична атака и друга е панично расстройство. Разликата е во функционирањето меѓу тие, да речеме, ако се случи еднаш, два пати, три пати или повеќе пати панични атаки. Може да бидат краткотрајни во секунди, да кажеме, може би да долги. И во минути, но како функционира личноста измеѓу, ако веќе се следи рефлексија на сето она врз вкупното живење со изразен страв преку ден и она што го кажавме претходно, невозможување на било какви активности, веќе станува збор за панично расстройство. Секако дека комбиниран е пристапот на третман и фармаколошки и психотераписки. Многу често се случува, кај нас имаме една се уште стигматизација кон одење на кај стручно лице. И се случува многу често кога многу тешка ќе биде состојбата, веќе да се дојде на лекар при едно истоштување на телесен и на психички план. И тогаш за побрзо да се реконсолидира самата личност, се дава и одредена медикаментозна терапија, која што е во антидепресивна терапија, најчесто е ССРИ, и
анксиолитична терапија која што има побрз веднаш ефект. Сега, каде е замката тука? Многу често се случува пациентите сами да си сакаат да си помогнат на себе и нели да земат нешто на своја рака, да кажам, или пак препишано од лекар, но за краткотрајна употреба, но кога е спасот тука нели да се земе одреден медикамент кој што во подолг период, нели овие бензодиазепини кои што носат нели ризик од толеранција, развивање подосна и зависност, и тие помагаат точно. Прават една анксиолиза во моментот додека трае нивното дејство, но потоа во суштина ништо не решаваат. Антидепресивната терапија таа која што треба негле со почеток после 2-3 недели да го превземе дејството на вистински третман, малку да ја стабилизира личноста, но и повторно тука да се вклучи психотераписки третман, најчесто CBT или разни техники кои што помагаат во решавање, во третман на панично расстройство, за да може нели личноста на вистина да расте низ ова, да биде трансформативно искуство, да може самата да ги развива капацитетите за справување, бидејќи како што има повлекување во комфорт зона, така има и одредени тераписки техники на експозиција на одредени стимулуси, бидејќи ако има одреден, не спомнавме за тоа, паничните напади можат да бидат и од одредени фобични, да речеме фобија од нешто, па се случува, па да се или социјална фобија, да има различни тригери, каде што може и каде што се очекува дека би имало одредена манифестација на и ризик нели од паничен напад, или може да бидат од нигде никаде многу често, значи никако не и тука е ризично затоа што не знае личноста кога може да се појави, не толку доаѓа изненадно, непоканато и практично чувствува дека комплетно нема контрола врз себе и врз она што го доживува. Ги споменавме тригер факторите. Кај секој различен тригер фактор може да доведе до паничен напад. Вие споменавте дека вашиот страф од неуспех всушност беше тригер фактор за панични напади и го редефиниравте успехот. Но што кога ќе доживеете некаков неуспех во животот? Сите доживуваме. Па не постои такво нешто како неуспех. Не постои? Па да, кој кажува? Нешто што отстапува еве од вашата дефиниција. Ја кажувам. Или некогаш кога вие сами од себе си ќе си речете дека не сте успеали. Тука е тајната. Кој дефинира што е успех, а неуспех? Јас. И дали на вистина постои такво нешто као успех и као неуспех? Кога ќе сватиш дека се еволуција и кога може нешто што било ме правило супер среќа мене пред 10 години, сам ми е тотално небитно, јас сум сметал дека тоа што бил успех за мене пред 5 години не е успех сега. За мене ја пред 5 години мислев дека успех сите околу мене да бидат среќни со тоа што го правам, да ми дадат некаква валидација. Мајка ми татко ми каже, леле, се гордеам со син ми ова направил. Керка ми да мисли дека јас сум најдобриот татко. Значи некои работи кои што секогаш барале екстерна валидација. Ја цел живот сум мислел дека е себично да се грижи за себе. Зашто цел живот сум бил учен, мисли на другите, што ќе кажат другите, ова да направиш, вака да направиш. Мене лично, например, никој не ме научи да бидам добар кон себе. Се завршува и започнува со нас. Значи патот кон успехот и патот кон врвот е всушност сакањето на самиот себе си. Дека ти решаваш дека пак го мразам зборот борба. Овој процес. Дека ти треба се на самиот со себе да решиш, окей, ајде. Дај да видиме сега што можам да сменам и трпеливост. И трпеливост. Зашто ние сакаме инстант гратификација секогаш, инстантно нешто да се случи. Мене ден ќе ми ги прочитаат книгите, ќе ме напишат. Таков е брз е животот. Таков општеството денес. Ќе ме напишат. Ја имам анксиозност, не ќе да идам на психотерапевт да ми кажеш ти како ако може да се видиме. Две реченици, да. На брзина. Ама викам, ова е мојата битка. Ја не ги пишувам книгите илјач да изигравам, да ви кажам ова е тајната како туку да споделам. Дека тоа што ти се случува тебе е сосема нормално, што е многу важно. На почетокот мислиш дека ова само мене ми се случува. Никому ова не му се случува. Ова само мене ми се случува. Да сватиме дека колку и да е болно, дека е нормално и дека постои решение и обкружи се со луѓе каде што ќе можеш да кажеш дечки, ја мислам дека ќе имам паничен напад. Или дечки, ја имам паничен напад. Страф ми од ова, страф ми од ова. Ние, сега навливаме скоро друга тема, многу е важно. Ние континуираме имаме конци, се дружиме, се обкружуваме со луѓе, со кои што може сме биле пријатели пред 15-20 години, а сега реално ништо не спојува.
колку у твојот круг луѓето ги знаат твоите соништа, не се смеа на твоите соништа, ги слават твоите успеси, те држат приземен да не забегаш, кога ќе се опкружиш со такви луѓе, тогаш мислам дека конечно ќе го прифатиш и стравот. Ама ти решаваш и има и вистинско обкружување. Ви помогна пишувањето? Да. За сето ова? Да. За анксиозноста? Па за мене се ги пишувам книгите. Ја кога пишувам книга, не пишувам книга за мислам ми годи тоа што се продавани, сега нема да изигравам скромност овдека, ама и сите книги имам напишано кога имам завршено некој процес во животот. Уствари и пишувањето на книгата ми е само чекај да повторам дали стварно процесот сум го завршил. И затоа например ми се случува првата книга се гледаме на врвото. Ја читав пред некоја време, ја не се идентификувам више со тој човек. Ама во тој момент тоа сум бил јас. И тоа е многу важно, да ги прифати сите своји верзии. И промените. Да. Уште едно прашање, Коста. Кој обично ви пишува кога станува збор за анксиозноста, па ќе се надоврзам со уште едно подпрашање кон докторката. Која генерација се луѓето кои што се осмелуваат да ви пишат за паничните напади и да побараат совет од вас? Имате ли вака некаква генерална слика? Апсолутно сите, меѓутоа ова не е базирано на факти и на истражување. Мислам дека жените се многу посвесни и многу поспремни да почнат да го менаџираат тоа. И ме радува и не ме радува тоа што младите поменуваат низ ова, меѓутоа ме радува тоа што сега живееме во општество каде што они можат отворено да зборат за тоа, не мора да кријат, не мора да чекаат 40 години да сватат што им се случувало, туку од некоја малце порана возраст, пак ова нема ништо позитивно во ова, ама најпозитивното е тоа што сега има атмосфера и мислам дека и ние како родители сме многу посвесни. Ја имам 14 годишна ќерка. Така да Некако овие теми мислам им дека се... мажите се најголем проблем. Мислам Мажите? најголем проблем дека затоа што постои некако дека мора ние да бидеме силни, мора ти да бидеш заштитник на Оно фамилијата, убедување на семејството, традиционално, да бидеш маж, да бидеш не смеш маж, слабост да бидеш покажеш. алфа. А тама работа па се паничен напад. Да, кај ти као маж да имаш, што маж си ти бе да имаш паничен напад? Да, предрасудите се постојат такви големи. Да, и поради тоа не се зборува. Но младите генерации очигледно живеат во друго време, во сосема друг свет И треба да затоа се срекне што живеат во таков свет. Тоа е моето следно прашање. Има ли вистина дека обично млади луѓе се јавуваат со ваков проблем и дека паничните напади кај новата генерација се релативно чести? Дали затоа што ги признаваат и отворено зборуваат за нив и не кријат, или пак е нешто ново што се случува во областа на психологијата и психијатријата? Порасната е стапката на појава на панична симптоматологија, ако се смета на светско ниво, некаде се во статистика, дека од 2, 3, 4, 5% некаде според различни извори, дека е од општата популација и точно е приметбата на Коста дека жените 2 до 3 пати почесто страдаат од панично расстройство. Значи има поголема предиспозиција, ризик за такво нешто, да развијат. Да. Иако не се, мислам, понекогаш непријавувањето и различниот начин на решавање кај мажите е поразличен, бидејќи не сме исти, имаме различни карактерни особини и така натака. Така да во помладата популација практично се јавува доцна адолесценција, ран возрастен период е почетокот на паничната симптоматологија. Многу често гледаме во амбуланти за прв пат и 20 годишни, да речеме, од прилика. Тука е таа популација која што почесто зборува, повеќе зборува за анксиозност, си раскажува и за панични... Но и они знаат што има проблема, така? Апсолутно. Скоро секогаш кога прочитано. прашувам имав паничен напад, што подразбирате вие под паничен напад и сите симптоми се исти. Значи, не е, веќе имаме комплетно информирана младина. За разлика, например, од нашата, некаде генерација, каде што анксиозност, панична симптоматологија, повеќе разбрав за тоа кога студирав медицина, не се зборуваше толку многу. Значи, сите имавме, стрес, сите знаеме кој е доживувањето на стрес и реакции така натака, но сега веќе се зборува многу поотворено за тоа, истовремено е многу позачестено, бидејќи на вистина е зголемена преваленцата на овие анксиозни расстройства кај младата популација до едни незавидни рамки.
многу од тоа има улога и овој современ начин на живење, она инстант гратификација што спомна Коста, бидејќи и сето она презентирање веројатно, бидејќи светските истражувања велат дека отприлика од пред 10-15 години започнува рапидна прогресија на појавата и зачестувањето на овие, особено по појавата на социјалните мрежи. Бидејќи тоа влијание што го имаат, нели, сите идеализација на одреден живот, на она што треба да биде успех, па тоа секогаш е преку одредено материјалистичко совршенство во физички изглед кај девојчиња, поготово кај жени, млади и така натака, и сега гледаме тоа каква рефлексија има врз оние силата една индустрија, да речем, на пластична хирургија и така натака, каде што нели се идеализира само одреден тип на убавина и ништо од страна. Од друга страна, наметнување на одредени многу површни вредности, да речеме, невистинските вредности на богатство, моќ и така натака, и сето тоа инстант да биде, брзо да биде, брзо, но тоа е учено детето уште од мало практично. Не е таа генерација крива или виновна, тоа практично станува збор за брилјантни млади лица, кои што интелектуално се можеби супериорни во однос на нас, на оној Флин ефект, нели секоја генерација за 3 IQ попаметна од претходната, но различно растени. Сега веќе децата од мали можат било што на допир на прст веднаш да гледа цртан, колку сакам цртани. Така, веднаш, а ние чекавме еден мечатушко во 7,5 саат. И у кревет после тоа. И у кревет после, значи немавме толкав наплив на допамин, толкав наплив на задоволство, на мотивација, морам да го постигнам тоа и така натака. Сега се оди можеби во некоја друга крајност, мислам во крајност. Има различни начини на кои што практично самото општество е токсично за младата личност и сето тоа става еден огромен притисок, бидејќи клучниот збор што го кажа Коста е успех или неуспех. И се што е тоа успех? Дефинирање на себе. Практично кога ќе сум среќан, што значи среќа? Дали среќа значи ако имам нешто, па ако ќе го добиам тоа нешто, па ќе сватам дека не сум среќан, значи има уште повеќе. Практично смислениото живење со цел, некаков ентузијазам ако има личноста да постигне нешто, да се гради самата себе, да расне или можеби уште подобар збор е да се продлабочува како личност. Е она што е вистински потребно за да може да стабилно работата на себе. Тука најчесто е работата на себе и многу е битен исто така и капацитетот за работа на себе, бидејќи не секој има еднаков капацитет. Сега разговараме, некој може сам со помош на терапевт да надмине, но треба да се најде начин да се работи на себе. На секого мора да му се даде шанса, тоа е прво, и второ, секој со својот капацитет колку може да работи на себе. Важно. И многу е битно условите во кои што се наоѓа, бидејќи ние не сме одвоени од, немаме индивидуа сама по себе без да имаме околинско влијание. Условите, социјалната средина, бидејќи ние сме биопсихосоцијално суштество, личноста. Околината која што е, дали е поддржувачка или не е поддржувачка, социјалниот елемент, пријателите, фамилијата, роднините, ако сите тие обструираат и носат негативна конотација, што ти е па на тебе, пак си вака, така и така натака, во поглед на еден архетип за машка личност, ти треба си силен, не смеш да покажеш емоции, маж треба да биде ваков или онаков, нели, не дај Боже да почувствува некаква слабост или она што го имаме сите, не е слабост, ранливост е. Како личности сме сите ранливи. И имаме сите различен праг на толеранција и на ранливост во одредени периоди во животот. Не е се идеално, некогаш имаме помали предизвици, некогаш имаме огромни предизвици што не кршат, не паѓат, па треба пак да се состанеме, нели, да се составиме па да станеме. Така, треба да научиме дека некогаш ќе се распаднеме, па треба да се составиме и повторно да станеме, дека составен дел од животот. Распаѓањето или кршењето е за подобро составување. Еволуција. Секогаш е за тоа да има трансформативно искуство. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, на вистина една прекрасна емисија. Ни споделивте многу совети и препораки кои што се врзани со анксиозноста и со паничните напади. Коста, благодарам за тоа што го споделивте вашето искуство со гледачите и со сите нас. Фала на поканата. Мислам, убав му обети направи. Да, се согласувам. Мене ми беше исклучително пријатно, верувам дека да, мрачна тема со насмевка ја. Колку е мрачна. Да. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што не следеа и денеска, што следеа денешната Телма амбуланта. Почитувани, гледајте нередовно во редовниот термин на емисијата 12 часот и 45 минути секој работен ден, кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.